изградба и продажба на станови, трим и лум. Вкусно! Загадувањето, урбанизацијата, масовниот туризам и се поголемиот број пловни објекти се клучните закани со кои денес се соочува Охридското езеро. Едно од најстарите и најзначајните во Европа. Потребни се конкретни мерки за заштита и политичка волја за зачувување на екосистемот. Ова е пораката која беше испратена вчера на денот на Охридското езеро. Со низа активности и настани, викендов во трите крајезерски градови Охрид, Струга и Поградец беше одбележан 21 јуни. Концерти, кајакарење, едрење беа дел од програмата посветена на подигнување на јавната свест за значењето и заштитата на овој уникатен природен бисер. Централната манифестација се одржа вчера во Струга, во присуство на представници на трите општини. Покрај еколошките предизвици, трите града гледаат и можност за заеднички туристички развој, поведување бродска линија, како и креирање заеднички туристички понуди. Јас ви честитам денот на езерото, значи денот кој не доближува, денот кој ни дава можност да соработуваме и да докажеме дека ние имаме заеднички проблеми, заедничко богатство, заеднички можности да унапредуваме во делот на туризмот и во делот ова богатство што го имаме. Ние како три града имаме веќе промовираме три нови проекти кои се многу важни за трите града и тоа е линијата што бродската линија Поградец, Струга, Охрид. Исто така друг проект веќе имаме разговарано со градоначалниците да имаме заеднички групи кои ќе се движат на овие три града. Исто така и тоа е што најбитно веќе да спремаме патека за и за велосипеди и патека за пешачење. Градоначалникот на Поградец најави дека се работи на решавање на проблемот со отпадните води, за да се намали загадувањето на езерото од албанска страна. Patjetër që ne kemi një program të veçantë për të dyja për bashkëpunimin. Што се однесува до Охридското езеро, во делот на Поградец многу работиме на уредување на канализационата мрежа. Проблемот е актуелен само во крајезерската област Уденци, но и таму работиме многу напорно. Гарантираме дека повеќе нема да има испуштање отпадни води во езерото. Стапивме во контакт и со канадска компанија, која ќе помогне да се решат проблемите поврзани со отпадните води, но и со другиот отпад кој завршува во езерото. Од општина Охрид велат заеднички со сите сили треба да се работи на заштита на Охридското езеро. На овој ден го славиме нашиот најголем бисер. Она што овие три града ги поврзува е Охридското езеро како едно од најстарите, најубавите во Европа, познато по своите природни богатства и ресурси и огромни можности кои ги нуди тоа за нашиот регион. Тоа не значи дека Охрид, Струга и Поградец соработуваат или се среќаваат само на овој ден, туку нашата соработка трае и треба да континуирано да продолжува во текот на целата година. Денот на Охридското езеро, трите крајезерски градови Охрид, Струга и Поградец заеднички го одбележуваат од 2000 година, кога беше подпишена декларација за заштита на езерото. Од 24 до 29 јуни ќе се одржи јубилејното 65-то издание на манифестацијата Струшки вечери на поезијата под мотото Каде што живее поезијата. На фестивалот ќе учествуваат околу 70 поети, критичари, преведувачи и литературни работници од Македонија и од странство, а во рамки на програмата ќе бидат промовирани и 14 изданија на националната установа Струшки вечери на поезијата. Добитник на највисокото фестивалско признание Златен венец е холандската поетеса Анеке Брасинга, додека наградата Мостови на Струга ќе му биде врачена на британскиот поет Даниел Хајнц. На фестивалот ќе настапат и поети од повеќе земји, меѓу кои Грција, Турција, Бугарија, Австралија, Албанија, Холандија и Италија. Свеченото отворање ќе се одржи на 24 јуни на денот кога се одбележуваат 165 години од објавувањето на зборникот
почетокот на народни умотворби од браќата Миладиновци. Манифестацијата се одржува под покровителство на председателката Гордана Силјановска-Давкова, а е финансиски поддржана од Министерството за култура и туризам. Годинешното издание ќе трае еден ден подолго од претходните години и го враќа форматот на професионален меѓународен поетски фестивал, со што Струга повторно ќе биде светска престолнина на поезијата. Со првиот лет на Austrian Airlines од Виена, Охрид вчера доби директна воздушна врска со австриската престолнина. Иако авиорелацијата постоеше и во минатото преку нискобуџетните компании, незиното обновување има посебно значење, бидејќи за прв пат се воспоставува со националниот австријски авиопревозник. Со првиот лет вчера пристигнаа околу 150 патници, а до крајот на летото се очекуваат приближно 5000 туристи од Австрија. So Vienna is an exceptional importance business travel. Виена е од исклучително значење и за деловните патувања, и за туризмот, а и за македонската диаспора. И ова нова авиолинија ќе им овозможи и на патниците побрз, полесен и поудобен пристап до Охрид, а исто така и на нашите граѓани во Виена, преку Виена ќе им овозможи пристап до голем број на останати европски градови, а истовремено ќе придонесе и за поголема видливост на нашата дестинација на меѓународниот пазар. Новата авиоконекција ќе подобри поврзаноста на Охридскиот регион со австрискиот пазар, ќе го олесни пристапот на диаспората и ќе овозможи полесно поврзување со други европски дестинации. North Macedonia really possesses enormous tourism potential. Македонија има огромен туристички потенцијал кој што се уште чека да биде целосно разоткриен. Во одушевувачката убавина на Охридското езеро, разновидниот пејзаж, природните паркови, гостопримливоста на населението и богатото културно наследство заслужуваат многу поголемо меѓународно внимание. Линијата Охрид-Виена ќе оперира 2 пати неделно, а од Охридскиот аеродром ова лето се патува до 17 дестинации. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за драстично намалување на највисоките малопродажни цени на нафтените деривати која стапува на сила од полноќ. Според новата одлука, малопродажните цени на евродизел и на екстра лесното масло за домаќинство се намалуваат за дури 7 денари по литар. Од полноќ цената на евродизел ќе изнесува 80,5 денари за литар, а на екстра лесното масло 79,5 денари. Цената на Евросупер БС-95 се намалува за 3,5 денари и неговата нова цена ќе изнесува 84 денари за литар. Бензинот Евросупер БС-98 поевтинува за 4 денари, што значи дека од полноќ ќе се продава по цена од 86 денари за литар. Новите цени на горивата ќе важат до новата редовна или вонредна одлука на регулаторната комисија. Специјалистичка биохемиска лабораторија и ординација Сонце ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме предпладне сончево време со мала до умерена облачност, а во попладневните часови услови за развој на нестабилна облачност проследена со дожд и грмежи. Максималната температура се искачи до 29 степени. Утре во Охрид времето ќе биде топло со услови за развој на нестабилна облачност проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Утринската температура од 15 степени, максималната дневна до 30 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 11 до максимални 36 степени. Во среда под влијание на циклонска активност со центар во Турција ќе има развој на нестабилна облачност проследена со дожд, грмежи и силен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд, силен ветер и појава на град. Во четврток ќе има изолирана појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи, а од петок следува период на претежно сончево и потопло време, кога дневните температури насекаде ќе бидат над 30 степени.